Добро вечер. Вчерашната најава за расправа и гласање во Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент безмалку успеа да се издигне во прва или прилично важна вест. Властите во Скопје се обидува во подолг период да дадат назнаки дека се прилично упатени и дека овој пат во Европскиот парламент ќе се случи долго очекуваната формулација за Македонија, која на некој начин треба да потврди сигурност во смисла на признавањето на јазикот и идентитетот. Нацрт извештајот беше објавен на 18 март, доби 313 амандмани, ова се дребули за кои вообичаено во други ситуации безмалку тоа не се провлекувало во некаква маргинална вест во Скопје. Но што се случи? Идејата на македонските власти да комуницираат во реално време теми за кои треба да расправаат европските пратеници од особено значење поради тоа што веќе инсайдерските информации говореа дека некаква алка се создава во која Европскиот парламент треба да биде првиот што ќе ја даде шансата на Македонија низ една ваква потврда со амандман во извештајот, да може да седне малку посуверен на масата во која веќе се договараше лидерска средба на високо ниво, на која ќе седнат претседателите на двете држави Радев и Силјановска. И тоа отприлика би бил некаквиот формат кој може да заврши уште со некакви дополнителни формални вербални гаранции, што ќе бидат доволни за владата во Скопје да го отпочне процесот на уставни измени. Се разбира, беше убаво да се чуе, но одеднаш се тргна наопаку. Дали всушност македонската индискреција околу тоа што се случува во Брисел е клучната субверзивна акција која им даде шанса на бугарските пратеници, а и со поддршка на некои други се разбира, да стигнат до пресврт кој всушност темелно не допира до содржината која главно ја носеа 6 амандмани во нацрт извештајот на известителот Томас Вајц. Се претвори во една приказна за Скопје гейт, во кој почнаа да се откриваат детали и приказни кои повеќе имаат врска со тврдењето за кое бугарите тврде дека имаат недвосмислени докази, а тоа се за интензивни, непријавени контакти на известувачот со Скопје, формулирани дури и како непримерно мешање на трети влади во процесот кој што ексклузивно и инклузивно треба да им припаѓа само на пратениците во Европскиот парламент. По таа епизода денеска е навистина прашање што всушност во Скопје се славеше како голема дипломатска победа. Бидејќи одлагањето на извештајот не прејудицира дека веќе на 24 јуни ќе добиеме ситуација во која ова само ќе се финализира. Може би истите ќе се вратат на така наречениот неутрален јазик и тоа би требало да биде победа за Бугарија. Што всушност исчитавме од овие неколку дена и колку нашата дипломатија и нашата влада и пред се премиерот Христијан Мицковски со изјавите придонесоа можеби некаквите шанси да се ефектуираат амандманите да се претворат во една голема штета во која бугарите успеа да ја повлечат целата приказна во целосни злоупотреби во кои дури Томас Вајц добива обвиненија дека можеби за сето ова се крие не само отворено лобирање на Скопје, туку можеби и некакво мито, а после Катаргейт европските пратеници се прилично чувствителни на такви асоциации. Добро вечер за Александар Кржаловски, МЦМС, и Андреја Стојковски од Институтот Преспа. Ако не послужи времето и не прекине електричната енергија, предлагам да направиме пауза за реклами па да тргнеме со анализа што всушност вчера славевме како дипломатска победа и што навистина се случи и може да се случи понатаму. Пауза за реклами. Да. Кршаловски на прва е изненадувачки од некаква друга страна. Зошто нешто што го тангира официјално Скопје би било проблем дека на некој начин ќе биде комуницирано со официјално
Скопје. Најголемиот дел од извештајот на Европската комисија на некој начин е двонасочна приказна во која се комуницираат, проверуваат некои од позициите, се дека не излезе извештајот. И на кој начин всушност успеа да представат дека безмалку ова е ракопис на Скопје, мисија која си ја дозволил известителот Томас Вајс и можеби клучното дека неговиот во регистарот за транспарентност тој некаде завршува до крајот на минатата година со се на се 5 средби со македонските представници, а кога почнува големата врева, тој го полни својот регистар со безмалку 21 непријавен контакт и тоа е веројатно главната алка која бугарите сметаат дека можат да ја искористат, носејќи го целото прашање не од содржината на амандманите, туку кон овие формални аспекти, кои Вајс го писуваат како човек кој што апсолутно не настапува од позицијата на неутрален известител. Ако гледате таа логика, дали всушност гласноста пред време во Скопје е клучниот елемент, тоа го има и во образложението дека изјавите на премиерот Христијан Мицкоски во реално време потврдуваат дека тоа е безмалку внатре инсайдерот во целата приказна, опишувајќи дека трети влади нема што да барат во процес кој што е инклузивен само внатре. Па да почнем од почетокот и јас не гледам што е било проблем да се прави среќавањето, меѓу другото и јас се сретнав со Томас Вајц на една од тие посети, тоа во делегацијата на Европската унија, веројатно сум во некој од тие списоците кои сега се пријавени. Нешто што секогаш било процес. Во секој известувач прави такви средби, нормално се информира од различни актери во општеството и нема, ниту гледам, ниту мислам дека има проблем. Она што за жал испадна овие 2 дена, дека тоа поголемата тема во Европа, односно единствената тема во Европа, за разлика од тоа што се зборува кај нас. Што генерално така е и за други работи, дека ние предаваме значење или мислиме дека сме премногу значајни во целата ситуација, дека сега некој во Европа расправа за ова што се случило, а се сведува на расправи во Македонија и во Бугарија, дури не ни во Грција, иако и од кај нив имаше доста амандмани. И ова ситуација која се случува, се повторува, би рекол, секоја година, и тоа години наназад, а особено овие 2 последни години после францускиот предлог, каде што особено бугарските пратеници успеваат да издействуваат со многу 200-300 амандмани да се блокира на некој начин или разводни процесот, да како што ме информира колегите што повеќе ги следат европските прашања, за жал станав песимист на стари години, па не се сметам веќе за толку експерт на тема евроинтеграција, дека не се ни донесени резолуциите, направени се извештаите, поднесени 200-300 амандмани и процесот не ни стигнал до гласање, како што сега се случи во оваа година, и тоа е едниот можен исход и за 24 јуни, кога е одложено. За сега е одложено, но верувам дека напорот на овие пратеници, особено Ковачев од ГЕРБ, бидејќи се членка на Европската партија, Народна партија, која го повлекла својата поддршка за гласањето и затоа не се гласаше вчера. Ако остане тоа така, веројатно нема ни да се одржи таа седница, ниту пак има гласање, ќе се заборави ова како и претходните 2 години. Како поправка, председателот на комисијата е германски европратеник. Според постапките или според нас деловникот како функционира, ако повлекувањето или одлагањето е од самиот известувач, тогаш ниту се гласа, ниту се расправа, едноставно тоа е позиција која мора да му префатите и тоа е излезната точка, но за 24-ти да не можеме да тврдиме или да очекуваме што ќе се случи. Претходниот ден на пресконференцијата на еврокомесарката Марта Кос почна, како се вели, финалето на пресметката на бугарските пратеници. Таа таму доби прашање од Андреј Ковачев што мисли, каков е ракописот или како е можно да стигнат 6 амандмани од различни групи кои се варијација на темата на исто прашање, целосно прифаќајќи го или во другиот признавајќи го македонскиот јазик и идентитет. Тоа не е само прашање на
осуетување. Прашањето дојде непосредно после предлогот на Марта Кос дека таа лично би стоела на располагање за некаков фасилитатор или медиатор на непосредниот диалог помеѓу Софија и Скопје. Што всушност ние им подаривме со индискрецијата околу секој член за тема која во принцип не мора ниту да се најде во извештајот, тој што е за сега споен за 23-24 поради изборите во во Европскиот парламент и не може да се разгледуваат претходните. Што всушност ова значи? Ние бевме наполно сигурни дека овој обид да помине еден ваков амандман е отварање шанса да се постават на друго ниво разговорите околу тоа што и е потребно на владата да акомодира својата позиција и да тргне кон уставни промени. Дали кога Скопје вели дека слави дипломатска победа, всушност го слави исклучокот дека тој чекор веќе на првиот получекор ќе стане невозможен. Прво, околу 24 јуни, мислам дека се доволно опитни дека нема да си дозволат да влезат во дискусија и во расправање. Колку Томас Вајц, толку и лидерите на АФЕТ, така што веројатно ќе најдат паметно решение кое што ќе спречи дискусија за да се борат дали треба, зошто се одложува повторно ако дојде до такво одложување. А од аспект на тоа дали е победа и што направило, веројатно ти беше победа ако молчевме и ја затворевме работата до крај, без при тоа да знаеме премногу долго. Не сум сигурен дали ни требало да зборуваме за македонски идентитет и македонски јазик, затоа што реално наша тема е, не треба да бараме потврда од други, можеме меѓутоа да ги употребиме другите за потполно да го заштитиме, не толку да го заштитиме како штитење со декларација, туку со реална работа. Ние се не гледам дека постои можност. Ова не е момент на расправа во слободно време. Ние се најдовме во ситуација во која ВМРО-ДПМН себе си се доведе, во смисла дека ќе црта новата линија како ќе се движат работите. Ова е еден однос во кој се покажува некакво уважување дека сепак треба да испратиме сигнали кон загриженостите на Скопје. Тие такви сигнали германскиот Бундестаг ги испрати одамна пред воопшто во некое прво лице, не треба да зборува Христијан. Ако се сеќавате сите уште и пред изборите околу градењето на условно кажано мнозинството за уставни промени со минатата влада или со минатиот состав на собранието, сите доаѓаат и првата изјава која што ја даваат е вашиот идентитет и вашиот македонски, посебен македонски идентитет и јазик, што звучи многу смешно, многу грдо. Немам потреба да го повторувам ако навистина верувам во тоа. Така што не мислам дека ќе им помогне, ниту ќе им помогнеше реално. Добре, се разбираме ли? Оваа епизода што сега се отвори е одлична шанса дома да се гради една приказна дека и последните еврофили кои што мислат дека е возможно да поминеме покрај таа анахрона како вели премиерот, живковистичка поза на Бугарија, имаат ексклузивна прилика на парче во оваа ситуација во Европскиот парламент за безмалку формулација која не е ни цела реченица, додавка на друга е, целосно прифаќајќи и признавајќи го македонскиот јазик и идентитет, да стане проблем во кој ќе се покренат 1000 работи околу, да речеме ние не можеме ниту да прашаме за начинот на кој што Скопје беше вмешано во создавањето на таа чудна алка. Француско председателство, Европска комисија, Софија, Скопје, еден ден е протоколата, паралелно се преговараат и едното и другото, тогаш не беше проблем како да речем вмешување на трети влади како што е сега односот на ексклузивност. Мислам дека е изговор и на едните и на другите. За нашата влада би било изговор да
да одбијат или да влезат во некаква авантура, иако мислам дека тешко. Маневарскиот простор им е многу мал од сите страни, самите себе си се одцртаа до каде можат да одат и колку би одлучиле да одат, немаат многу шанса за надвор. Од друга страна, како немаат шанса? Зашто немаат шанса? Па затоа што нема на локално ниво имаат недостаток на поддршка која што може да ја нарушат уште повеќе ако влезат во уставните амандмани. Нивните позиции беа дека нема да има уставни амандмани во бугарски диктат, дека нема да може да тоа им се намалила локалната поддршка? Не знам дали се слушаме, јас обратно ви велам, дека оваа епизода завзема уште повеќе во кругот и на отворените еврофили кои, како се вели, беа пробани буквално на парче и веројатно тоа беше намерата на нашата влада и на последните ентузијасти да им покаже дека ако не избори сериозни гаранции, вака ќе изгледа процесот со Бугарија и ќе се наоѓеме во ваква ситуација. Тоа е веројатно нарацијата што е таа дипломатска победа. Ако тоа сакаат да го прикажат како победа, тогаш е победа. Јас би рекол дека ако зборуваат за дипломатска победа, тогаш треба да зборуваат за победа надвор, каде што си отвараат врата за себе. И затоа зборувам за таква позиција во која што се ставија. Ако зборуваат за дома победа, домашната победа беше завршена работа уште многу одамна. И таа ја градат на база на постојана кампања и излегување во јавност уште од пред доаѓањето на власт. Така што немам дилема дека успеале во тоа. Мислам дека држи ова што велиш ти, Оливера, дека бидејќи она што на избори се кажуваше пред изборите, како предизборна програма, дека ќе се нема да се попушта во смисла под бугарски диктат и слично, ама ќе се направат обиди да се смени нешто во приказката. Едно беше одложено дејство. Не нешто, прво беше дека ќе репреговараме преговарачка рамка, па потоа. Да, тоа беше второто, преговарачката рамка. А сега терминот се обидувам да ги помнам. Третото беше креативно толкување преговарачка. Да Бугарија покаже добра волја со, да речеме, регистрација на едно здружение од пресудите 14 во сите три беа торпедирани во првите 6 месеци на новата влада и едноставно пак се најдавме во истиот ќорсокак. Не може. И сите повторуваа, и Марта Коцкова беше избрана и пред тоа Урсула фон дер Лајен кој се доаѓаше тука и последниот исто така и Кошта и сите што дојдоа го повторија тоа, нема план Б, останува планот А. Вие сте се согласиле, испорачете го тоа. А ВМРО се кога тие три предизборни планови, така да речем, беа во тие пораки имаше нијанси. Так. Дека надвор од тоа, зашто сте се согласиле? А ние се успеавме да се избориме, веројатно тоа е заднината, дека Бугарија мора да се симне од прилично високо подигнатите своји барања на услови кои станаа прифатливи за двете страни. Одрекувањето во Скопје или некаквите гаранции кои се обидува во околности кога не може да има гаранции да ги испратат е дека во планот А не можат да пристапат нови барања, но срцето на проблемот е сомнежот на македонската влада дека без нови барања со самиот протокол 2 ние стоиме над тој, како се вели, отворен бунар и ова само требаше да биде потврда дека темата која е лизгачка и која стои за сите други теми, пробана на половина реченица, покажува резултат каков што покажува и веројатно ги оправдува дека чекор понатаму не треба да се прави. И тоа е така, односно тоа е вториот елемент на условно речено победата или приставот. Првото ќе беше ако се изгласаше ова и тогаш ќе отвореше простор за ВМРО ДПМН да всушност почне со уставните измени. Јас мислам дека точно ве прашав, велики, дали ова сепак една субверзивна акција во која изгледа дека го посакувате тоа, можете да ги предвидите бугарите дека тоа нема да го дозволат и на крајот вие не сте ни на почетокот на приказната. На крај се може да спекулираме вака и така, како и со се во животот. Со некаков обичен јазик, луѓето би рекле, зошто би го направил првиот чекор, кога знам после тоа што следува, а во мојата агенда не се наоѓа ова приказна и добре да пропадне на полно. 24 јуни ќе го покаже тоа. Ова се потполно импровизација, се разбира во овој момент има аргументи на едната и на другата страна, се обидува да се одмерат, но моето прашање беше дали е наивно
ако се обидувате да направите пробив за прилично важно прашање, да го компрометирате на начин на кој што во една недела ви е важно по улиците по Скопје, каде што секој ден премиерот дава некакви изјави, да не упатува и одржува што туку бугарите дадоа ваков амандман. Тоа нема да го прифатам, никогаш нема да дозволам. А всушност што ќе стои во амандманите не е одлука дали ќе прифати или нема да прифати. Така и тоа не. Тоа е моментот на компрометација на логиката на приказната. Сега што друго стратешки кој што постојано се гради. Тоа е сомножот кој што постојано се гради. Ние знаеме со што се соочуваме сега, тоа се уставните промени, ама не можеме да претпоставиме што ќе дојде после тоа и тоа е постојано повторуваната мантра. Сегогаш ќе најдат нешто ново. И сегогаш ќе има нешто ново. Ама што е точно дека ќе има нешто ново. Така викавме и пред преспа, дека нема нови и нема да има други земји. Па еве од Грција во моментов нема. Се уште. Ама имаше од Франција, имаше Бугарија. А приказната пред тоа беше дека ќе нема од никој друг, дека е тоа последно. Но сега видите на еден терен едни пораки испраќате. Денеска го гледам министерот за надворешни работи кој што е во официјална посета на Париз, тој тип на комплименти на француската посветеност за македонските евроинтеграција, образлагање на принципиелните позиции на Македонија и принципиелната отворена поддршка на Франција, престанав да читам натаму, и колку до вчера терминот француски беше еден од најнепријатните зборови во ВМРО-вската агенда. И ми се чини дека тоа не прави доволно релевантни. Многу често знаеме големите зборови да ги испукаме, а потоа да не знаеме како во тој слалом да се снајдеме или да се извлечеме во ситуацијата. Генерално ние сме млада демократа и многу неискусна држава и очигледно и во дипломатијата, бидејќи она што првото прашање твое беше како се сврта работава од она што го разговараме тука, да во Европа уствари се расправа за Томас Вајц. Никој не дебатира за содржината, дали ќе има македонски јазик, дали ќе има идентитет или не, туку дали овој се состанал и со кого се состанал и дали е тоа според правилата на Европскиот парламент или не. И како што констатира, дали оди до таму да може би бил подкупен да направи таков извештај. И со таа иако пак ќе речам, не треба ни ние толку да се возбудуваме околу тоа, бидејќи во Европа и на тоа не се придава многу значење, како и на нашава страна на приказната. Тоа е главно исто за бугарската јавност повеќе отколку за било што во. И тоа само за делови од бугарската јавност, веројатно, дури ни таму не е главна приказна. Реков, ние претходно дури скоро ништо не сме знаели кога биле усвоени извештаите, но овој пат бевме свесни дека ова е првата мала театарска сцена на која ќе се проба концептот и тој во некаква динамика имаше средба на маргините на самитот на НАТО во еден состав прилично ексклузивен, во кој нешто по прв пат ќе требаше да поразговараат на оваа тема председателката Силјановска и председателот Радев. Без оглед што дополнително сега мислиме дали владата го држи Барјекот или се уште го држи Радев, но тоа некако требаше да има некакви чекори кои го пополнуваат времето додека ВМРО работи на терен за локални избори, а потоа некако да почне нешто да се прави. И сега кога покажуваме вакви чекори на малата сцена, можеби ние треба да се прашаме колку сме подготвени да играме на таа другата голема сцена. Тоа се веројатно поуките или прашањата кои сега си ги разменуваме. Затоа на почеток кажав, се оградив малце од европскија прашање, ги 30 години го следам овој и сите. Може ли да бидам подиректна? Односите помеѓу различните блокови во Европскиот парламент, различните политички семејства, ниту се толку коректни, ниту се идеални, не се ништо поразлични од во нашиот парламент. Да речеме, премиерот додека интензивно раскажуваше за амандманската драма во Европскиот парламент, заклучно со последната акција се врати од средба во прилично интересно друштво кај Орбан и сега
треба ли ние да се изненадуваме зошто неговата сестринска партија остана воздржана? Бидејќи Орбан и Фидес одамна не се во тоа друштво. Друштвото кое што беше во Будимпешта е, претпоставувам, не друштвото кое може било што да договори со Манфред Вебер, повеќе отколку што да речеме европратеникот Андреј Ковачев го има во релација како представник на ГЕРБ со истиот тој Манфред Вебер. Точно тоа сакам да поентирам, бидејќи очигледно нашите гледање на работите низ историјата во првите години, дека времето работи за нас, можеби ќе даде резултати ако се истраеше на тој пат, ама очигледно Бугарија, например, ништо од ова не проблематизираше додека не стана членка. Па дури 10 години потоа, во тие 10 години градеше база на македонци со бугарски пасоши, колку се 120.000. Ја кажувам во смисла на прашањето за искуството и дипломатијата и генерално односот на нашиот однос како држава кон големите игри и во Европа и во светот. И сега ние додека се прашуваме дали ќе беше подобро да продолжиме и да не попуштаме, бидејќи со самото попуштање еднаш се сруши позицијата која градевме 20 години. Тогаш се веруваше, тоа е добро, тоа ќе биде последно, и испадна не е последно. Дали ако се продолжеше, ќе бевме нешто подобри. И тие податоци кажуваат, не, тие што влегле порано во Европската унија, бенефитирале, Полска ги пристигна Шведска одамна со економијата и слично. Така да, од денешна перспектива, веројатно многу грешки направивме по патот и можеше многу подобро, барем во овој однос кон Бугарија и Грција проблемите, ако уште се решевме 93-та да се прекршиме и да станеме членки, па после да се распаваме внатре. Слично и во односот со сестринските партии, тие како што рековте вие се менуваат сите тие односи. Орбан беше во ЕПП, не ВМРО ДПМН се уште е во ЕПП и се на некој начин, иако се прогласува победа, прашање зошто ЕПП одлучи да повлече таа поддршка. Значи не стоиме добро ни на партиско ниво таму. Има една стара епизода, да речеме, ако носичката улога ја имаат германците, поради тоа што председателот на Европската народна партија доаѓа од германскиот блок. На таков тест во Бундестагот, ова се поврзувам кога премиерот се обраќаше во македонскиот парламент, замолувајќи ги сите тука присутни колеги кај своите сестрински партии да излобираат. Се смеам вчера на помислата дека само Филипче сериозно го сватил премиерот и таа работа кај социјалистите беше завршена, но искуството на истата тема во смисла гаранција на тоа што Македонија го бара во претходна епизода ги остави ЦДУ надворот од процесот кој се сестринската партија на ВМРО ДПМН. И сега можеби овде малку потивкон од нашето шарање во различни друштва, некаде дури видов синече колку тоа било интензивно, па не знам кому се јавувал Орбан, претпоставувам во фамилијата на неговата група. Ако владеачката партија не може да ја издействува главната палка кај својата сестринска партија, која во сушност носечка во оваа приказна. И тоа сме го виделе на дело во гласањето на Бундестагот на оваа наша тема во смисла на гаранција, дали всушност малку правиме премногу авантура, сметајќи дека тоа тука некаде е завршено, во суштина во вакви искушени ситуации гледаме дека ништо не е завршено. Прво, веројатно им се уште свежи сеќавањата. Меркел е далеку од политички живот, ама ЦДУ веројатно се сеќава на односот со Мицковски и знае колку Мицковски кога ќе вети испорачува и што испорачува. Да не ги мешате со Груевски, не разбирам. Не, зборувам за референдумот 2018 година и ветувањето, блокада, бојкот, не бојкот и така натаму. Мислам дека се сеќаваат доволно. Во меѓувреме имаше долг период на
не би можел да го наречам антиевропски однос, затоа што веројатно и сегашниот треба да биде таков ако тој бил антиевропски однос на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа имаше моменти во кои што по суштински одлуки не беа дел од одлуките, не ги поддржаа и така натаму. Така што веројатно односот на ЦДУ е изграден од 2018-та, иако инвестираат многу долго време во ВМРО-ДПМН и во развојот на политичката партија, работат како сестринска партија. Меѓутоа мислам дека тоа е веќе приказна која што од 2018 година има нов тек. Така што се сложувам со вас дека веќе изгубена. Колку е Орбан пријател, минатото лето кога одлучува за декаплинг на Македонија и на Албанија, гласа на Корепер, гласаше и амбасадорот на Унгарија. Орбан 2 дена подоцна дојде во Македонија и беше представен како најголемиот пријател на државата. Така што веројатно и таму нема некакво големо пријателство, а уште помалку затоа што Орбан не е човек на кој што можат во Унијата да му веруваат. Мораат да го играат, ама не сум сигурен дека му веруваат. Темата за пријателите, посветеноста во релациите, трпеливоста и јасниот план, веројатно не се тема сега само за македонската влада. Ние сега, иако нацрт извештајот беше објавен на 18 март, аспектите кои што тој ги завзема во оценката за Македонија, воопшто не ги дебатираме, затоа што премиерот се обиде да наметне дека ова е единственото важно, се друго што опишува состојба во Македонија, ќе го проголтаме. Прифатиме и тоа и така и вака нема рефлексија далеку помалку дури од извештајот на Европската комисија. Дали вие го делите впечатокот дека интензитетот на посетите на Скопје, па дури воздржаноста на официјална Софија, министерот Ѓоргиев има денеска изјава која повторно се реферира дека од Бугарија нема да има никакви нови барања. Некој од нас би рекол, еве тоа е тоа, што сакате повеќе да ви потврди, но нашиот проблем овде е дека и во тоа старото опишано во протоколот живее нашиот сомнеш дека можеме да бидеме на овој начин испрлани на маргините на процесот. Препознавате ли ново темпо, нова идеја, што сака всушност сега македонската влада, откако јавно и отворено било казано дека нема тема одложено дејство на уставните промени, нема ни за други теми и гаранции и дека сега треба да се состави веројатно новиот наратив. Да го начнавме тоа во почетокот, дека можеби беше една излезна стратегија од тие трите торпедирани работи што ги спомнавме претходно. И јас се надевам дека ќе стварно ги разбирате за излезни? Во формална смисла. Сега, не еден од тие што ги цитиравте не се излез од стравот. Ама беа план за да биде така во првите 6 месеци од новата влада. Со очекување дека... Ама моето прашање, ако не сте уверлив, ако вашите аргументи се лажни аргументи во смисла на гаранции, оти исполнување на 2 пресуди не е гаранција за процесот со Македонија. Тоа е некакво, како се вели, право внатре во Бугарија. Тоа на ниеден начин не го тангира процесот со Македонија. Одложено дејство на уставните промени повторно не е гаранција за тоа што ние мислиме дека седи во живковистичкиот бунар од Софија. Ние си го потрошивме времето со лажни мети. И сега ве прашувам дали препознавате дека мора да дојде вистинската, пристоена стратегија, што сакаме или не сакаме да правиме. Не би се сложил дека одложеното дејство немаше да биде решение, бидејќи ќе се завршеше процесот и дури на крајот ќе се ќе стапеа на сила уставните измени кога ќе станавме членка. Тоа кога ќе се врзаше заедно, барем у голема мерка ќе ги намалеше можностите за било што се прави. Не дека ќе испречеше, ама ќе излезе, ама ние немаше да ги имаме усвоени уставните измени. Што ако формулата станеше дека бугари во уставот за Софија не е неважното прашање, окей, добро, нека има одложено дејство и веќе после 5 месеци почнуваме да добиваме вакви исцрпувачки провокации. Дали за вас е вистинскиот момент да го култивираме односот на нација со самодоверба, политичка елита со самодоверба
која ќе ги исцрта сите опасности, ќе договори сопствената стратегија и нема да страда од непристојните афектации на Бугарија. Поедноставено јас велам, што мислат бугарите за нас, ние не треба да го трошиме времето за превоспитување на Ние го пропуштивме Бугарија. тој момент во Сопреспанскиот договор. Наместо да се направи национален консензус и да се настапи единствено, и уште тогаш се растури тој процес и ВМРО не се качи на бродот, така да речам, или не беше доведен на бродот од тогашното владеачко мнозинство. Чим се покажа неединство, веќе нема враќање назад, бидејќи, меѓу другото, моje мислење е дека Бугарија го прави ова токму на тој пример. Значи, вие, ако не сакаат овие, ќе дојдат некои други кои ќе го прифатат тоа. И веќе ја срушивме нашата позиција, за која патем имаше резолуција во парламентот во 2009, ако не се лажам, која беше со консензус. И ја мислам, Преспанскиот договор повеќето точки од тоа ги прекрши. Значи, не се држевме до таа стратегија. Што е тоа што ќе го прифатат? Другите ако дојдат или ова е логиката ако се вратат? Па еве со Преспанскиот, значи се раздели условно речено македонското национално ткиво, односно немаше ист поглед на решавањето на тоа прашање. Во Бугарија дури и денеска, завчера, кога беше, се повторно се изгласа единствено, никој више не е против. Бар 4 имаше порано за прошлите резолуции, сега нема ни еден против. Значи и Европа го гледа тоа, повие сите мислат вака. И нема како да убедиме било кого таму дека треба вака да се направи поинаку или другачи. Ако тргнеме така, тогаш прво не мислам дека одложеното дејство ќе заврши било каква работа. Затоа што ти си чекорот си го преземал, работата е завршена. Од друга страна, ние сме имале декларации, самиот кажа, имаше декларација во 2009 за која што гласаа сите. Така. Меѓутоа, не е тоа нешто што може да се одржи, затоа што пазарот дома и пазарот на пазар е различен и кој ќе излезеш мораш да се соочиш со работите кои што ти доаѓа. Дали вие чувствувате сигнали дека македонската влада ја троши својата последна фаза и во рамките на тоа влегуваат последните средби, посети, веројатно за тоа стојат и други комуникации, проценува дека летото треба да го потроши за кампања за локалните избори, но дека живее свесност дека на ова прашање мора да му се наврати, мора да му даде нова смисла, мора да му даде нова енергија, затоа што овој принцип на споредни мали провокации нема да даде резултат. Или ви е поблиску впечатокот дека како што повеќе одминува времето, темата дека ова ќе се врати воопшто на дневен ред после некаков изборен циклус не е веќе тема. Не мислам дека ќе се врати воопшто. Затоа што за изборниот циклус ќе имаме нов изборен циклус. Брзо после тоа. Ќе го произведеме. Ќе го произведеме ако не го чекаме редовниот. Едноставно можевме да го почнеме процесот уште минатата година. Може да излезат и да кажат, окей, ова е тоа што претходните го прифатиле, ние не можеме од тоа да излеземе, еве ќе пробаме да ги усвоиме уставните амандмани. И ова меѓу другото предходно сакав да го посочам. Нема бројката е голема која што другите што ќе дојдат ќе треба да ја постигнат. 80 гласови за уставни амандмани. Еве ќе почнеме со уставни амандмани. Ќе усвоиме потребата. Прво, нели процедурално треба да усвоиме потреба од измена на уставот. И ако ја направевме потребата, ако гласавме за таа потреба или додека се расправаше, да се разбереме, ВМРО ДПМН е партија која што е многу добро позната по организирање на протести и контрапротести. Може комотно да си ги организираат сите кои што требаше да се појават и да покажат незадоволство од промената на уставот. Тоа ќе покажеше дека нашето општество се двои, дека измените на уставот произведуваат проблем и создаваат криза која што може би тешко ќе може да се контролира и тогаш ќе имаше можност да се зборува за нешто поинакво решение.
Не разбирам зошто би оделе толков пат. Тие велат, Затоа исто што... тоа наместо да го одиме по улиците пешки, ние го добиваме со изборна порака за која добивме гласови колку што никогаш нема да изнесеме луѓе на улица. Точно, ние никогаш нема да можеме да направиме никаква промена која што ќе биде задоволна. По една патека во која не баш сосема доследно и честно, ВМРО ДПМН успеа да заработи пријатели кои јавно и отворено ги делат загриженостите од ваков процес. Ја делат вознемирувачката позиција на Македонија дека може да биде доведена во ситуација да зборува за теми за кои нималку европски не е пристојно да се зборува. И тоа е некаков исчекор кој што на ВМРО ДПМН требаше да му даде некаква сила дека може да најде пријателско обкружување да работи на формулата. Но јас слушам се повеќе гласови кои велат дека всушност и формулата и процесот сега се прилично адакта затоа што на дело е сега поставување на некаков друг концепт. Мисле дали тоа така? Па тука пак се враќаме на некои од претходните приказни, дека и правото и правдата е на нашата страна, а и европските вредности се. Ја често кога се расправаме со гости од Европа, нели, за зошто ова вака, викам па затоа што и Преспанскиот договор и францускиот предлог прекршуваат некои од тие 6 основни вредности на Европската унија, меѓу кои првото е човечкото достоинство. Број 1 прво е наведено во член 2 од договорот. Право, правда да не кажувам, бидејќи го добивме на суд спорот со Грција. Значи, ако се rule of law, што на секој посета ни се кажува на глава, нели, дека не спроведуваме, е прекршено со тоа, пошто никој не спроведува хашката пресуда во нашиот случај. И во таа смисла, има аргументи и ВМРО ги користи очигледно и во комуникациите со европјаните и наоѓа на симпатии. Како што и да споредиме со Израел-Палестина, како што палестинците колку и да е жртвата голема, 50.000 најмалку, а веројатно 100.000 не се откажуваат од тоа, дури да не ги спомнуваме сега Хамас, ама се соочуваме со таа жртва и прашањето е колку ние сме и на какви жртви спремни и кои од нас. Бидејќи затоа викам се подели со таа постапка да не се оди на консензус за најважното прашање, се поделивме и сега тоа тешко ќе се врати назад. Прашањето е што е најважното прашање? Постојано го повторувам ова, воодушевен сум од Ортега и Гасет, рекол добро е да бидете горди на своите претходници. Ние сме извонредно горди на нашите претходници на минатото. Меѓутоа вели подобро е вашите претходници да бидат среќни, затоа што некој за вас е горд. Треба да им обезбедиме иднина на луѓе во овдека. Ние очигледно си ја бараме иднината надвор од државата. Добро, сега дали сведочиме на друг концепт за тоа како може да изгледа иднината, делумно можеби по една препорака што овде во Скопје еден од ретките државници кои не посетија хрватскиот претседател Зоран Милановиќ ни објасни дека не треба да правиме компромиси, да бидеме снисходливи во оваа приказна, да го сочуваме достоинството и дека наше е да процениме дали е ова за нас најважната работа за на светот. Истото ова или требаше. Може би имаме некаков заменски рецепт кој што ќе донесе на заедницата благосостојба. Истото ова требаше да го зборува Милановиќ веројатно во времето кога и тие пристапува, не сега од оваа позиција. И јас ќе зборувам така кога ќе бидам дел од Европска унија и кога во државава ќе имаме и подобар квалитет на живот и повисоки плати, меѓу другото и подобри можности за сите нас. Пауза за реклами. Кажалски, премиерот Мицковски, постојано додавајќи некои други теми преку другата страна на границата, како да затвора сега еден концепт дека тие така наречени милиметри на одстапка или нема ниту милиметар, се повеќе се поврзани со некаква политика на реципроцитет. Сега веќе гаранции не споменуваме, сега е најмалку 2 пресуди на судот од Страсбур, сега најновото е тој Совет или Комитет за малцинства во Бугарија, се додека не се не еден македонец таму, немам намера ни милиметар да одстапам и да отпочнам постапка за вклучување на бугарската заедница во нашата преамбула. Тоа е состојба на
класично барање на реципроцитет, што нема никаква врска со нашиот процес и нашите стравувања од ова големо азно од приказни за идентитетот и јазикот. Тоа е стратегија? Па ево насока на она што го рековме претходно, дека се демистифицира работата со Бугарија и тоа се пораки кои се надвор од нашата уставна да. обврска за мешање на мешање. Така, и се стекнуваат пријатели или симпатии, затоа ги спомнав и палестинците, бидејќи со секој ден загинати повеќе, се повеќе јавното мислење во Европа полека се свртува. Не знам што ќе биде тоа во јуни во Франција средба, ама нели веќе 4 држави во рамките на овој последен конфликт од 7 октомври 23 ги призна палестинската држава и оди во насока на се повеќе европски земји да го менуваат ставот, нели, и односот кон Израел. Веројатно е тоа дел од таа стратегија на ВМРО-ДПМН за враќање, да речеме, на приказната или наративот на наша страна, базирано на европските вредности. Има основа да го разговараме тоа. Точно, тоа не оддалечува од практичното решавање на проблемот со почетокот на преговорите и уставните измени. Ама европските вредности се договараат, се утврдуваат, се толкуваат на масата во Европска Унија, а не на масите надвор од Унијата, така што ние можеме до бесконечност да ламентираме на нашата положба и на неправдите кои што сме ги преживеали или ги преживуваме, ама тоа нема да се... Некаде на крај сме, дали е симплифицирање дека оваа тема завршува во слепа улица, бидејќи дури ни по нашиот устав премиерот не би можел да поставува такви услови, бидејќи за секој што не е државјанин на нашата земја, со устав сме се обврзале дека немаме право на посебна грижа. Втората линија е дека како оваа приказна веќе да е заборавена, затворена, нешто малку ќе одработуваме од планот за раст, колку ги изгубиме од парите, колку ќе добиеме, тоа допрва веројатно ќе гледаме од динамиката и сега е еден силен процес на потврдување, кај го стигнеме влада со влада, во најава е некаков трет пакет, тоа се силните милиони, милиарди, тој голем циклус на обнова на Македонија, кој веројатно ќе создаде мега наратив дека ништо не ни фали, имаме заменска форма за благосостојбата на заедницата. Не сум сигурен дека тоа може така лесно да се обезбеди. Прво, околу реципроцитетот, тоа е tit for tat, едно за едно. И да не забораваме, ако ние инсистираме на такви ситници, можат и бугарите после тоа да инсистираат на многу други такви ситници. Во однос на држава со држава и наоѓање на економски развој, не сум сигурен дека нашава држава е доволно зрела самостојно да обезбеди да испорача демократија. Гледаме дека... Јас ништо не ви спомнав за демократија, јас ви велам за концепт, во кој што тоа не е... Јас го кажувам затоа што едното без другото реално нема да можат да одат. Не очекувам дека економски развој ние ќе успееме да обезбедиме туку така, без да функционираат добро институциите, без да гарантираат правилни процедури и така натаму, но во такви услови многу од парите ќе завршат некаде на непознати локации и во непродуктивни процеси и инвестиции. Крај. Да, од една страна можно, бидејќи Бугарија толку многу пари доби кога стана членка, што полека се сузби или се ја нема веќе приказната за корупција во Бугарија, да не се навраќаме за првите години во ВМРО вика крадат, ама има за сите. Се во Бугарија веројатно е таква приказна. Значи ако се употреба добро, веројатно може и така да се, бидејќи планот за растеж 850 милиони евра. 750 за 4 години. Ако ова со британците е многу по-голем пакет и ако се употреби добро, може да донесе пресврт економски. Стравот и мојот е во тоа што обично тоа не бидува така, дека секој си работи за своите интереси, вклучително британците за своите. Зошто не ги коментираме британците? Нашиот проблем е овде дома, без оглед од каде доаѓаат парите, ние сме... Парите кои ќе дојдат овде дома, ние не можеме да испорачаме гаранции за владење. Не можеме да испорачаме гаранции за владење на право. И тоа е обесхрабрува дебатата за многу од прашањата кои може да бидат релевантни. Денес не можам да разберам зашто се направи договорот со Бехтел. Ако ние сме направиле последниот автопат Демир-Капија Смоквица за 6,3 милиони евра километар со сите европски процедури, со тендери, со 4 тунели, со 3 моста,
за толку малку пари, ние правиме договор на 15 милиони евра по километар у 4 очи. Зошто? Значи, ќе се сведе на тоа дека тие пари нека на друго место ќе завршат. За златен фидик. И тоа се дека кога мислите дека учите чудо и дека тоа е нешто неверојатно што ќе дојде, а коридорите и патчињата во кои има многу дискреција, шанса за корупција како да не стануваат тема. И ова е завршницата на емисијата. Мислам дека се разбравме дали всушност ова е цртањето на новиот концепт со сите ризици дека може да е така, може да не е, може да е само предизборен маркетинг во кој ова треба да биде во преден план, но дека некои од аспектите треба да се разговараат, тоа е повеќе од јасно. Ќе бидеме уште на програма и до 24 и ќе видиме дали дипломатската победа ќе добие уште некоја друга нота која ќе се опишува на поинаков начин. Почитувани, благодарам што не следевте вечерва и останете со Телма телевизија. Пријатно.